Продолжуваме со следната наша тема и како што кажавме најавуваме нешто што е добредојдено и за оние кои што досега биле дел од оваа трка, но и за оние кои што ќе сакаат да се испробаат за прв пат. Водноматка Трейлс, водечка трка во планинско трчање во Македонија, организирано од спортскиот клуб, се извинувам, Трекс. Оваа трка не е само надпревар, туку и можност за спортисти и рекреативци да уживаат во прекрасните природни пейзажи на Водно и кањонот Матка. Со учество на 600 надпреварувачи од 25 различни земји, трката комбинира спортски предизвик со културна размена и заштита на природата. Па најверојатно нема ништо поубаво од тоа да бидеме физички активни, да имаме кондиција и се разбира да уживаме во природата, а истовремено и да се дружиме со останатите учесници кои што се дел од Водноматка Трейлс, за сите информации за тоа какви трки постојат, поточно какви во однос на долга трка, средна трка, кратка трка, од кога почнува да се одржува, како се развива низ годините, сето тоа ќе ни го даде како одговор нашиот денешен гостин, дел од организацијата или да речеме организатор Дејан Крле. Добро утро, Дејан, добре ни дојде. Добре ни дојде, Дејан. Виднаш ми падна во очи новиот слоган, не е слоган, но ова е диво прасе. Што ова е диво прасе, да. Секоја година се нешто обидуваме да има различен дизајн. Ова е од пред неколку години дизајнот. Оваа година ќе водиме со саламандер, односно дождовник, во интересна креација. Види, па можеби и времево ќе ви се одвестува и со саламандерот и со сите оние активности поврзани со овој настан. 6 април е датумот кога ќе се случува новото издание, тоа е следниот викенд, но метеоролозите најавуваат променливо време. Верувам дека тоа нема да ве спречи за одржување, бидејќи низ годинива памтиме и доста кални моменти. И 2 години имаше снег, исто така. Така што надпреварувачите се навикнати на се и верувам дека тоа дополнително влијае на авантурата. Какви се плановите, Дејан, за годинава? Значи, во целиот настан, само времето не можеме да го контролираме и затоа, поради таа неконтролливост, целата трка е една авантура. Односно, кога стартуваш на планинска трка, стартуваш во нешто непознато, без разлика колку и да се подготвуваш, условите може да бидат секогаш различни, а со тоа и тежината на предизвикот да биде поинаква. Практично на планински трки нема еден исти тренинг, така да речем. Може да биде, како што спомнате, сончево, каливо, со снег и така натаму. Водејќи се од тоа и од на предизвикот да се биде во природа под отворено небо, а притоа и да се спортува, да се има физичка активност, ние почнавме да организираме Водна матка од 2018 година. Практично нашето здружение Трекс уште од 2011 година организира трки во планинско трчање. Имаме на повеќе локации настани, како што е во Прилеп, во Охрид, во Штип, во Гевгелија и тука во Скопје. Меѓутоа помагаме и на други организатори на други места. Ова е убав момент да се потенцира дека не само во Скопје се случуваат и во други градови, иако вие како здружение сте активни со планинското трчање и во други земји, но низ годиниве се зголемува интересот и тоа само говори за тоа колку можеби на нашиот народ му требаше вакво нешто. Низ годиниве бројката верувам дека е се поголема. И гледам дека и се поголем број на деца се вклучуваат. Може ли ова да биде едно семено уживање на планина? Да, секако. Тој е една од нашите цели, да се мотивираат возрастните, односно да се поканат возрастните надпреварувачи. Обично на планинските трки 50% од учесниците се меѓу 35 и 45 години, што подразбира дека повеќето имаат семејства, имаат и деца, и нашата цел е нив да ги поканиме за да тие покажат со позитивен пример на нивните деца и да им наметнат една здрава навика за рекреација, за спорт и општо за здрав живот. И заради тоа, покрај трка за возрастните, односно настанот е посветен за возрастни, меѓутоа во склоп на настанот има и детска трка за дечиња од 4 до 12 години, кои што се поделени во соодветни категории од ревијален карактер. Така, и сега овие фотографии кои што ги гледаме во тек на нашиот разговор се од вашата Facebook страна, поточно од сите минати години или дел од нив, и тие покажуваат какви убави насмејани лица или оние убави моменти, што всушност се случува кога се реализира една ваква трка, поточно планинско трчање.
За сите оние кои што можеби не се испробале на овој начин, а некако имале желба и истовремено ако постојат прашања или дилеми дали ќе може да ја истрчаат трката, сепак не станува збор за рамен терен, станува збор за планина, колку е важна подготвеността, да, планинското трчање, кондицијата која што се бари и така натака. Имате различни критериуми, различни рангирање и веројатно од тука и различни награди. Па, секој си знае во себе колкава награда, колкав труд посветил за подготовка на настанот и која сатисфакција очекува од сето тоа. За да биде настанот достапен за повеќе категории на луѓе во смисла на физичка подготовка, има 4 должини на трки во склоп на самиот настан. Значи од 10 км, од 23, од 32 и ултрамаратонска од 45 км. И зашто има најголема пријавеност? За 23 км. Некоја златна средина. Да, таму околу 210 надпреварувачи очекуваме, на 10 км околу 200, а на другите трки на секоја по помалку од 100. Поентата е секој може да учествува на планинска трка и секој е добредојден со тоа што на трката од 10 км се од 13 плюс години дозволено да се учествуваат, значи младенци. На таа од 23 од 16 плюс, додека подолгите се за повозрастни. Секој може да се подготвува на различно ниво за настапите и всушност тренингот значи поголем комфор на самата трка, да речеме. Така со лаички кажано, меѓутоа и без тренинг секој е способен да помине било која дистанца со тоа што нема награда ако не се стигне до крајот, но важно е волката ќе биде различна. Да, важно е да се учествува некогаш. Споменам нешто што е во дел на вашата информација или она кое е токму се однесува на Водно-Матка Trails. Организацијата на трка по планинско трчање како значени придобивки за градот и заедницата, клучни сегменти, тука кај што ги набројувате, популаризација на здравиот начин на живот, вмрежување и развој на заедницата, меѓународна промоција на Скопје, како дел од Водно-Матка Trails 2025, втора година поред се спроведува и научно истражување во соработка со истражувачи од Факултетот за спорт и физичко образование при Универзитетот во Белград и Факултетот за физичко образование и спорт и здравје при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. И ќе спомнеме малку на што се базира ова истражување. Тука се споменува и развојот на спортскиот туризам, еколошката свест и заштита на природата, локалната економија и поддршка на малите бизниси. Иако ова го наброиме и не е така малце, голем број цели, дел од нив навистина реализирани низ годините наназад, но ми остави впечаток меѓу другото ова истражување, зашто станува збор и на кој начин се прават овие истражувања. Истражувањето представува анкета што се праќат до сите надпреварувачи, на доброволна основа се пополнува, а анкетата пообичаено е потребно 10 минути, значи е прилично детална и темата на анкетата е мотивација при занимавање со трчање, со спортови на отворено и се обработени буквално сите аспекти кои го тангираат некој човек да се занимава со рекреативен спорт. И врз основа на тоа се очекува да се изработи научен труд кој ќе биде кој ќе даде насока во иднина како да се креираат политиките во спортот. И веројатно дополнителна мотивација за оние кои што сакаат да спортуваат и да променуваат таква физичка активност. Сепак има различни мотивации. Да, навистина некој се мотивира од наградите, меѓутоа повеќето, да слободно да кажам 99% од луѓето се мотивираат да се себе надградат. Дали тоа било да ги поместат своите психофизички граници или да постигнат нешто за кое што сонувале или биле инспирирани од некој трет или близок нивен и сака да го повторат тоа искуство. Дејан, трката е од меѓународен карактер и низ години ве имате гости од странство. Како тие реагираат на прекрасната природа која што имаме на Водно и на Матка? И да ни кажеш оваа година од кои се земи ќе имаме присутни надпреварувачи и ме интересира навистина нивното мислење, бидејќи како земја можеме да се пофалиме навистина со природни убавини, а конкретно овој реон во Скопје е навистина фасцинантен. И туристите секогаш се воодушевуваат и на Водно и на Матка меѓу другото. Да, мислам дека Матка е најпосетувано туристичко место според некои статистички податоци што ги видов. Сега трката кога започна во 2018 имаше околу 320 учесници,
меѓутоа последниве години се држиме до една бројка од 600 учесници, што мислам дека реално е пазарот во наводници, да речем, на планински тркачи во Македонија. Од нив 100 до 120 се странци. Најмногу ги има од регионот, значи од соседните земји, меѓутоа во лани и оваа година веќе доаѓаат и со авионски летови, во смисла подалеку од допатување со кола. Најмногу, како што спомнав, од соседните земји, меѓутоа имаме гости од Латвија, имаме гости од Полска и така, интересно ќе се дружиме. Природата на оваа трка е интересна затоа што водно е питома планина која што е култивирана, односно насадена од човекот, а додека матка па е див кањон кој што е природен бисер наш. И тој спој е многу интересен за сите учесници и се навистина воодушевени, бидејќи не очекуваат на такви наводници зафрлени места да најдат реликти од византиската култура и од христијанската религија, како што се неколкуте манастири од средновековието низ кои што поминуваат учесниците за време на трката. Вистинска авантура во природа, оние што биле веќе знаат и наступнено се пријавуваат неколку пати со цел да го искусат повторно тоа доживување. Оние кои што за прв пат ќе уживаат годинава, не се сомневам дека навистина ќе уживаат буквално. Тоа се зборовите кои што можам да ги кажам. Дејан, ти благодариме многу, посакуваме успех и на ова ново издание, не се сомневаме во тоа.